Меѓу две одбележувања од ослободувањето на Штип, градоначалникот Иван Јорданов се пофали со над 100 реализирани проекти и најава за идни уште поголеми вложувања во општината. Асфалтирањето на улици, инсталирањето на нова водоводна и канализациона мрежа, изградбата на нови спортски содржини и терени, уредувањето на нови парковни содржини, представуваат активности на кои интензивно работевме, но и ќе работеме во наредниот период. Престојната 2023 година ќе биде година на развој на нашиот град. Ја користам оваа прилика да најавам градба на булеварот Партизанска, отпочнување на подготовки за реализација на долго очекуваниот проект обиколница на град Штип. Традиционално, на денешната свечена седница беа доделени и признанијата 8 ноември за особени постигнувања во афирмацијата на Штип. Годинашни добитници се музичарот и долгогодишен менаџер на Домот на младите Бошко Симоновски, пензионираниот финансиски раководител на општина Штип Трајче Цветков, академскиот скулптор Никола Смилков и кампот едукација во природа. Еден пострек ќе даде на младите музичари, на младите ентузијасти, на младите организатори да го продолжат патот кој што верувам дека беше успешен од 80-90 години. Во својата долговечна работа мислам дека успеав да постигнам општината да биде на едно ново заведно ниво во нашата држава, така да многу сум среќен и благодарам на сите што ме предложија и што ми ја доделија оваа награда. Оваа награда е поттик како и за мене и за останатите за едно понатамошно развивање во она што работиме, во она што истражуваме, во она што твориме. Навистина ни е чест што можеме да го добиеме ова признание толку скоро по почетокот на нашата работа и да го добиеме нели од наши сограѓани, од нашиот град, нашиот роден град во кој што одлучивме да живееме и да работиме. Во чест на Бошко Симоновски, денеска во Домот на млади беше откриен нов мурал, авторско дело на уметникот Елена Поповска. Инспирацијата беше Бошко, кратко. На покана на директорот Видан од Дом на млади Штип, ми беше доделена таа доверба, се чувствувам искрено привилегирана. Бошко, за многу што не знаат во Штип, беше тонецот на група Меморија на првиот концерт во Дом на млади. Тој ден падна неверојатен снег во Скопје и Бошко после 9 сати патешествие стигна во Скопје и направи навистина нашиот концерт во Дом на млади да звучи, но тоа не беше еден, беа 3 концерта. Годинава Штип слави 78 години слобода. Повод уште еднаш политички и општински делегации да се поклонат пред бистите на хероите. Се наоѓаме овде пред оние кои што го поведоа македонскиот народ и партизанските единици до конечната слобода на нашиот град и на нашата држава. Штип е ослободен на 8 ноември 1944 година. Во отпорот против окупаторите се вклучиле околу 2000 борци. За време на окупацијата, 814 жители ги загубиле животите, од кои 88 во директна борба.